Земеделците од атарот на селото Новоселани за прв пат користеа дрон за прскање со хемиски препарати против плевелите во оризовите ниви. Примената на оваа современа технологија во оризопроизводството значително ќе им ги намали трошоците, но и времето за примена на хербицидите во заштита на растението во неговата рана фаза. Освен тоа, не се прави ниту физичко оштетување на обработените површини, затоа што во нивите не се внесува земјоделска механизација. За прв пат третираме со дрон и мислам дека ќе биде доста успешно, бидејќи нема работна сила, не можеме да прскаме рачно веќе со трактори и со помпи. Дронот е најизводлива работа, која многу е брзо и ефикасно. За неколку денови целата површина ќе ја прскаме. Јас имам 15 хектари оризова површина и сетото прскање ќе го извршам со дрон. Со синото работиме двајцата, со механизација, со трактори, сета земјоделска механизација ја имаме, тоа не олеснува и сега прскањето кој е најголема тешкотија прскањето, сега со дронот станува веќе олеснителна, премногу олеснителна работа која се врши многу брзо и ефикасно. Поголема ефикасност од прскањето со трактори или со помпи што носиме. Многу е прецизен, прецизна работа е тоа. Оризопроизводителите засега користат услуга со дрон од трети лица, но веќе размислуваат и сами да набават опрема. Се работи за инвестиција од 10.000 евра за еден уред, со дополнителни навигацијски додатоци заради прецизност во извршувањето на задачите. За сопствени потреби користевме ние третирање со хербициди, со фунгициди, со инсектициди, исто така да ја третиравме пшеницата. Резултатите се повеќе од одлични, значи мислам немаме тука промашено никаде. Дисперзијата на активната материја на поединица површина е секогаш точна и пресметена, значи се работи во квадрати, прецизноста е многу голема и немаме никакви, мислам, удело на третирање, проблеми не се појават. Малку со неверување и скептицизам кај земјоделците, меѓутоа веќе имавме пробна површина и резултатите се гледат, значи мислам дека тоа ќе се брзо надмини и ќе го препознаат луѓето и ќе почнат и сами да користат, да си купат сите поголеми. Значи, ние моментално поседуваме 8 батерии, меѓутоа мислам дека и со 6 батерии ќе биде денеска доволно да стигнат додека се трошат, користиме и агрегат и се постојано полнат батериите, така да потрошувачката на батерија еден лет трае од 6 до 8 минути во зависност од далеченоста колку имаме и празен лет, додека за 10 минути една батерија се полни, така да стигат батерии доволно. Мислам, без прекин може да летаме цел ден. При користењето дрон за третман на пченицата и другите житни култури се лета со брзина од околу 8 метри во секунда и во просек дневно можат да се покријат околу 50 хектари. Кај оризот летањето се изведува двојно побавно, но предност е што нивите се идеално рамни, а во просек се третираат по околу 30 хектари дневно. Општина Кочани упати јавен повик до сите евидентирани невработени лица да се вклучат во програмата Општинско корисна работа во рамките на проектот Сплотеност. Станува збор за работно ангажирање со скратено работно време во периодот од 9 месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд. Лицата кои немаат сертификат признаат од релевантни институции за стекнати вештини од областа на социјалната и здравствената сфера ќе бидат вклучени во период од 3 месеци со задолжителна обука и 6 месеци работен ангажман. Право на учество имаат сите невработени, а предност ќе имаат лицата кои првпат се јавуваат за учество во програмата. Кандидатите што ќе бидат избрани ќе добијат паричен надоместок од 13.750 денари во бруто износ. Невработените лица што ќе бидат вклучени во програмата ќе бидат ангажирани со скратено работно време со 20 работни часа неделно. Работните позиции што се опфатени со огласот се: неговател во детската градинка Павлина Велјанова, каде се потребни 5 лица, давател на услуга во Центарот за донации 2 работни места, негователи на лица со попреченост за 5 работни места, при што предност имаат кандидатите од селата Тракање и Бели, а за психосоцијална поддршка работно ќе биде ангажирано само едно лице. Сите заинтересирани кандидати да се пријават во Центарот за вработување во Кочани до 11 јуни.
Почнаа градежните активности за реконструкција на улицата Браќа Ставреви во Кочани. Во наредните денови ќе се работи на преасфалтирање на коловозот во должина околу 300 метри. Механизацијата веќе го отстранува стариот асфалтен слој, пошто ќе биде заменет со нов. Времената измена на сообраќајниот режим е во согласност со надлежните служби во Министерството за внатрешни работи. До моментот на завршување на работите, сообраќајот ќе се пренасочува по останатите улици. Додека трае реконструкцијата, ќе биде поставена соодветна сигнализација за извршување на работа на пат. За поголема безбедност во сообраќајот, општина Кочани ги повикува возачите и пешаците да се движат крајно внимателно и предпазливо, со приспособена брзина на возилата и почитување на сообраќајната сигнализација. Во текот на 2020 година на оваа улица веќе се извршуваа градежни активности за реконструкција на еден од тротоарите и беа поставени бехатон плочки на потекот од Малиот парк кон градскиот плоштад. Општина Кочани како организатор на Петровденскиот турнир во мал фудбал ги повикува фудбалските екипи најдоцна до 18 јуни да се пријават за учество на турнирот. Екипите се должни при пријавувањето да уплатат котизација од 2000 денари на сметката на Општинскиот фудбалски сојуз Кочани и да достават име на екипата и список од 10 играчи со наполнети 16 години. Пријавите може да се подигнат во едношалтерската канцеларија на Општина Кочани или до официјалната веб страница kočani.gov.mk. Ждребувањето и започнувањето на преварот ќе биде во договор со екипите. За најдобрите 3 екипи обезбедени се награди. Првопласираната екипа ќе добие 60.000 денари, за втората екипа обезбеден износ од 30.000 денари и третата екипа ќе добие парична награда од 15.000 денари. Планинарите Тошо Антов и Зоран Николов од планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани ќе учествуваат на еднонеделна експедиција за освојување на 5 врва на Алпите. Експедицијата Алпи 2023 ќе се реализира од 28 јуни до 5 јули, а ќе учествува група искусни планинари од Македонија, во чиј состав се и членовите на Кочанскиот планинарски клуб. Тие ќе се обидат да направат потфат со искачување на врвот Гран Парадизо на 4061 метар, што се наоѓа на територијата на Италија. Потоа на швајцарските врвови Зумстај Шпиц на 4653 метри, Сигнал Коп на 4554 метри и Балмерхорн на 4167 метри, како и на највисокиот врв во Словенија Триглав на 2863 метри. Целта на македонските планинари е сите 5 врва да ги искачат во период од само 3 дена. Ваквата несекојдневна активност ќе биде прва за планинарскиот спортски клуб Осогово, но и за македонското планинарство воопшто, со оглед што досега ниту една експедиција, не само од државата, туку и од поширокиот балкански регион, не успеала да реализира сличен подвиг.